Предстои веројатно досега најскапата есен за граѓаните, поготово за оние што имаат ученици и студенти. Родителите веќе ги мачи мислата како да обезбедат гардероба, училишен прибор, како да се подготви зимница и да се обезбеди загревање. Наједноставната калкулација води до 600 евра, што е еднакво на 2 минимални плати. Сите скромни пресметки укажуваат дека ниту еден ученик учебната година не може да ја започне без 100 евра трошок за родителите. Уште најмалку 100 евра се потребни за подготовка на зимница и најмалку уште 400 евра за дрва. Дали сето ова граѓаните ќе успеат да го обезбедат? Учениците и они треба да имаат свој джерпараци за книги и за други работи и мислам дека и тие 600 евра дали ќе им стаса, затоа што има сега многу скапи работи, тешко е да се постигнат. Скапа се. Општо и зеленчуко е месец, мислам недела на недела на пазар кој идеше од скапо поскапо и овошје, тешка работа. Не можат. Не можат никогаш, ама нема и на кој да се докаже. Не. Се е скапо. Златите стагнират. Не е добро. Посебен и уште полош дел од оваа калкулација се семејствата кои имаат студенти. Таму предстои плаќање и дополнителни трошоци од 100 до 200 евра. Со други непредвидени трошоци се доаѓа до потребните 1000 евра за да се надминат есенските трошоци и да се обезбеди грејење. Во меѓувреме треба и да се живее, а секојдневно цените растат. Така минималната потрошувачка кошница надмина 40.000 денари, што е повеќе од 2 минимални плати. Синдикатот апелира за зголемување на платите и подобрување на стандардот, но граѓаните засега ништо немаат од тоа. Од овие причини оваа есен слободно може да го добие епитетот најскапа, најнеизвестна и најнепосакувана во последните 30 години.